Врховниот суд во Колорадо му забрани на Трамп да биде на гласачкото ливче за претседателските избори. Мартин Николовски се јавува од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин? Која е причината за оваа одлука на... Суза, добро вечер од Вашингтон. Највисокиот суд во Колорадо со 4 гласови за наспроти 3 гласа против одлучи името на поранешниот американски претседател Доналд Трамп да не стои на гласачкото ливче на прелиминарните избори во сојузната држава. Иако Колорадо не е многу важна држава за Трамп, одлуката предизвика големо внимание, зашто слични постапки се водат и во неколку други сојузни држави во обид да се дисквалификува Трамп од изборите. Одлуката наводно се темели на 14-тиот амандман на Уставот на САД и делот што им забранува на службени лица кои учествувале во бунтовнички напад да извршуваат јавна функција. Сега е на ред Врховниот суд на САД, кој треба да реши по предметот до 4 јануари за да се испочитува крајниот рок за печатење на гласачките ливчиња во Колорадо 5 јануари. Мнозинството судии кои гласаа за оваа одлука рекоа дека се свесни за големината и тежината на прашањата што сега се пред нив, но исто така и за должноста да го применуваат законот. Оние што гласале против, како судијата Карлос Сеймур, велат дека судот не може да забрани некому да извршува функцијата без соодветна законска процедура. Трамп имено се изјасни за невин по федералните обвиненија за организирање заговор за поништување на неговата изборна загуба во случај што се уште не е пред суд. Мартин, дали Трамп реагираше по ваквата одлука? Да, Сузе, од кампањата на Трамп веднаш рекоа дека ќе поднесат жалба до Врховниот суд на САД, а портпаролот рече дека овој целосно од демократи именуван судски состав, се мисли на Колорадо, оперира под налог на Бајден, со што им се негира правото на гласачите во Колорадо да гласаат за кандидат по свој избор. Коментирајќи за ова, Метју Кербел, професорот по политички науки на Универзитетот Вила Нова за Гласот на Америка, изјави дека мисли дека судот сигурно ќе постапи по оваа одлука. Слични обиди за дисквалификување на Трамп од гласачкото ливче врз основа на 14-тиот амандман беа отфрлени во 5 сојузни држави. Врховниот суд на Минесота рече дека не може да го блокира кандидатот да се појави на првичните избори на партијата, исто како и во Њу Хемшир. Апелациониот суд во Мичиген рече дека прашањето за дисквалификување на кандидат е прашање поврзано со општите избори и не е во нивна надлежност. Тужителите во Мичиген ја обжалија таа пресуда до Врховниот суд на државата. И покрај ова, што многумина ја сметаат за монументална одлука во Колорадо, веројатно е дека Врховниот суд на САД ќе интервенира во друга насока, имајќи го предвид составот од претежно конзервативни судии, од кои дури тројца беа поставени од Трамп.